Почитувани гледачи, ова е саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Поранешниот затвореник Славчо Блажевски моментално живее во руинирана барака во Тетово. Во неа ги нема ниту основните услови. На место на дива депонија во гостиварски Балиндол никна уреден парк со детски реквизити и игралиште. Пандемијата со коронавирусот дополнително им го отежна секојдневието на лицата со оштетен вид. Поранешниот затвореник Славчо Блажевски моментално живее во руинирана барака во Тетово. Во неа ги нема ниту основните услови, без струја и без вода. Бара помош од надлежните бараката да се реновира. Во руинирана барака во Тетово, која не може да се нарече дом, моментално живее поранешниот затвореник Славчо Блажевски. Во неа нема ниту вода, ниту струја, а дотраен е и кровот. Во бараката е сместен на иницијатива на Министерството за труд и социјална политика, откако го напуштил прифатниот центар за бездомни лица Чичино село, бидејќи таму бил малтретиран и тепан. Блажевски бара подобри услови за живот. Како прво би побарал да се стави прозор и крово да се намести. Исто така струја и вода се неопходни. Внатре полека, ако треба сам ќе се осредувам, не барам превише, сали тоа што е најопходно. Блажевски прима социјална парична помош, но вели дека таа не му е доволна, бидејќи се соочува и со здравствени проблеми. Поради дијабетот добива рани на нозете. Бидејќи сум болен од плуќа, од шекер, нозете нонстоп ми стануваат рани, од шекерата ме заздравуваат. Некогаш срам несрам ќе кажем, ме знае народ, ме гледа како просим. Значи тоа е можеби срамота, ама подобро него да правим криминал или нешто слично. Значи сум се решил да живеем поштен живот и сакам малци државата да ми помогне тоа. На лошите услови во бараката алармираат и соседите. Раскажуваат дека и претходните станари се соочувале со истите проблеми. Значи не се живи овде, ка иде зима, све, уствари нема ни вода, ни струја. Ова нигде го нема. Сега овој човекот што дојде, му обеќале дека ќе му дадат струја, вода. Година и нешто, да, ништо нема значи за него. Од јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор велат дека поради состојбата на Блажевски го сместиле во оваа барака и се разгледуваат можностите за реновирање на истата. На место на дива депонија со ѓубре во гостиварски Балиндол никна уреден парк со детски реквизити и игралиште. Од овој проект задоволни сме сите и возрастните и децата, велат жителите на селото. Во гостиварското село Балиндол пуштен е во употреба нов парк со вкупна површина од 2800 метри квадратни. Местото е уредено со зеленило, игралиште и реквизити за децата, а инвестицијата е заедничка на општината, јавното предпријатие за паркинзи и зеленило и местната заедница. Овде беше џунгла. Депонија, секој камион што имаше товарено, никому не интересираше ништо. Само истовареше. Ово беше... И на ден се плашеше да поминеш, не на ноќ. Децата сите идеше на школа. Беше катастрофа. Кога разговарав со градот на началникот, реков ваке имаме голем проблем, што да правиме. И решивме да правиме еден парк и излезе еден парк што многу сме задоволни, село, деца, сите. Задоволство од соработката и резултатот искажа и градоначалникот Арбен Таравари. И овој парк и оваа детско каче е комбинација на инвестиции од општината, меѓутоа и од местната заедница и од спонзори од селото кои што помага. Исто така и јавното предпријатие Паркови зеленило инвестираа со седишта и одредени мали инвестиции, така да комбинација на повеќе луѓе секогаш успехот е поголем. Предпријатието кое е задолжено за одржување на зеленилото на гостиварското подрачје
Планира и во следниот период да работи на подигнување на нови зелени површини низ руралните средини. Ова не е прв парк што се инвестира во рурални средини. Ова е најубавиот парк што се наоѓа во село Балиндоле. Имаме инвестирано во село Равен, село Чајле и планираме и во Форино и во село Дебреше ист парк да направиме. Ова ќе продолжува уште понатаму и во Чеграни исто така. Во Балиндол претходно беше вложено во нов стадион, реновирање на училиштето, санација на неколку улици, поставување на водоводна линија и друго. Во моментов се работи на замена на старите цевки на целиот водовод во селото. Пандемијата со коронавирусот дополнително им ги отежна секојдневието на лицата со оштетен вид. Од Тетовското здружение на слепи лица велат дека изминативе месеци сите ги заборавиле, со оглед на тоа дека повеќето се невработени покрај моралната поддршка, потребна им е и финансиска помош. Слепите лица го живеат секојдневно нивниот карантин. Тие се зависни од членовите на семејството за да можат да излезат надвор од своите домови, а пандемијата дополнително го отежна нивното функционирање. Од Сдруженијето на слепи лица од Тетово велат дека изминатиот период тие се заборавени. Покрај морална поддршка потребна им е и финансиска помош. Поголем удар нема више од ова и пред тоа ми беше голем удар, нели, што бевме зависни. Значи, слепиот човек е зависен од друго лице за да го изнесе негде да го прошет. А вака и со ова со пандемијата, сите, нели, дома, затворени, значи, уште побетеле. Не постои 365 дена за кои што ни треба помош, и финансиски, и морална помош, да не дојдат малку и поддршка да ни дадат, ништо нема. Од Сдруженијето велат дека потребни им се помагала за секојдневно функционирање, а имаат потешкоти и со реализирањето на ваучер од Агенцијата за млади и спорт, единствената помош која ја добиле периодов. Порано имавме и апарати за притисок, звучни сати, топломери, ама тоа беше мал број, ама колку толку нешто се даваше. Ама сега нема ништо од тоа. Имам исто така еден ваучер добиен од Агенција за млади и спорт. Пробавме до некои фирми, па де сакат, де не сакат, па одбиваат. Па еден апел до нив, ако сакаат да ни помогнат, тоа се не се некоја голема цифра, 60.000 денара. Со тие пари нешто да успееме да купиме некој со спортска опрема. Поради пандемијата годинава не се одржала ниту една активност на Сдруженијето. Во нашето здружение според годишната програма која што ни е предвидена со активности, оваа година поради коронавирусот се оди назад, значи не ни се реализирани активностите. Поголем дел можам да кажам дека во целост нити па спортските активности, ниту пак едукативните. Ние во текот на годината имаме само еден датум кој го одбележуваме, а тоа е 15 октомври, меѓународниот ден на белиот стап, символот на слепиот човек, признат од Организацијата на Обединетите нации. Белиот стап не е само символ на слепиот човек, туку е исто така и сообраќаен знак. Ние ви се обраќаме до вас, до јавноста, до граѓаните со една единствена цел. Ве подсетуваме дека ние сме тука секојдневно со вас. Ние сме ваши роднини, пријатели, бидејќи секому може да се случи и никој денес не е имун. Ние ве подсетуваме барем еднаш годишно да направите еден комплетен офталмолошки преглед, бидејќи треба да се грижиме за здравјето на нашите очи, затоа што она што очите го гледаат не се опишува со зборови. Би сакала да напоменам дека во нашето здружение има, завршено лица кои што се добро обучени како персонални асистенти. Доколку некои од нашите членови имаат потреба од персонален асистент, слободно нека се јават во нашето здружение за да може да им помогнат за нивните лични потреби. 190 слепи и слабовидни лица со остаток на видот од 9% се членови на Сдруженијето на слепи лица од Тетово. Тука не спаѓаат лицата над 65 години, бидејќи според најновите одлуки тие немаат право. Не се бележи намалување на појавата на пожари во 2020 година. За жал, бројката е висока, иста како и претходната година, велат од територијалната противпожарна единица Тетово.
Нема намалување во однос на појавата на пожари и интервенции оваа година. За жал, бројката е иста како и претходната 2019-та, велат од територијалната противпожарна единица Тетово. Оваа година беше полна со предизвици, па единицата имаше задача и да помогне во областа на вршењето дезинфекција на градот. Оттаму велат дека се надеваат на стабилна состојба и во текот на есенските и зимските месеци. Земајќи предвид дека ние како противпожарна единица Тетово и тука ова година, значи 2020 година, сме вршеле многу и услуги, па да речеме и обврска, тоа ние према нашите граѓани, дезинфекции на улиците и објектите, институционалните објекти, како што се школите, џамиите, црквите. Значи сме ги прошли сите. Мислим дека бројката е што се однесува до нашите интервенции иста е слична како 2019 година. Но се надевам дека ете што влегуваме се у грејната сезона, значи може би викам дека нема да имаме појава на поголеми пожари, па да се случи, па да го пројдеме бројката што сме имале во 2019 година. Од територијалната противпожарна единица Тетово апелираат граѓаните да бидат внимателни, особено сега, кога е започната грејната сезона. Од планинарскиот клуб Јелак го најавуваат третиот планинарски марш Милениумска патека, кој ќе се реализира во недела со почитување на здравствените протоколи. Планинарскиот клуб Јелак од Тетово во соработка со Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи, како и Македонската православна црква, во недела на 25 октомври го организира третиот планинарски марш, односно планинарска манифестација, Милениумска патека, која се организира по трет пат оваа година. За прв пат беше пред 2 години во чест на јубилеот на 1000 години на постоењето на Охридската архиепископија. Маршот започнува значи во недела. Транспортот ќе се одвива од плоштадот во Тетово пред културниот дом во 8 часот. Транспортот оди до селото Блаце и од тука, од селото Блаце, одиме преку планината Сува гора, нели, до местноста и селото Волковија, каде што околу 13-14 часот таа планинарска манифестација завршува. Ги поминуваме најубавите делови црковни, да речам, тоа се неколкуте цркви кои се наоѓаат на овој дел од планината. Таму е и ранохристијанската базилика, нели, која датира од 4 век, така да ги повикувам планинарите, помладите, поискусните. Патеката не е тешка, не е напорна, така да може и почетници да присуствуваат на оваа манифестација. Се надевам дека временските услови ќе ни бидат наклонети и еден викенд сите присутни ќе си поминат убаво во планина. Препорака до планинарите кои ќе учествуваат на оваа значајна планинарска манифестација да го одржуваат, нели, редот според протоколите за опасностите од COVID-19, така да се надевам дека се ќе помине во најдобар ред. Од Тетовската полициска станица за безбедност на патниот сообраќај со апел до возачите за прилагодување на брзината според условите на патот. Тетовската полициска станица за безбедност на сообраќајот со апел до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, но и на околните регионални патишта. Деновиве на Тетовското подрачје континуирано се реализираат контроли за брзина, а сите прекршители законски се санкционирани со изготвување на соодветни поднесоци, со напомена дека паричните глоби за овој вид прекршок, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, се движат од 45 до 400 евра во денарска противредност.
Оние кои ќе ја пречекорат максимално дозволената брзина за 30, односно 50 км на час во населено место или на отворен пат, ќе се соочат и со заштитна мерка, времено одземање на возачката дозвола од 3 месеци до 1 година. Периодов исто така ќе бидат засилени контролите и во тетовскиот јавен превоз, при што ќе се санкционираат сите возила кои немаат лиценци, како и оние кои превезуваат поголем број патници од предвидениот со најновата владина одлука за ограничување на капацитетот на 50%. Ноческа започнува зимското сметање на времето. Часовникот се поместува за 1 час наназад, што значи во 3 часот по полноќ стрелките ќе се вратат за 1 час назад, па наместо 3 часот ќе биде 2. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Почитувајте ги препораките и имајте безбеден продолжен викенд. Пријатно!